Заев, Десковска, Туфекџич, Богоев и останатите во текот на изборите ветува квалитетно високо образование и подобри услови за студирање. А сега, од позиција на власт, само блокираат инфраструктурни објекти, укинуваат мерки и кратат финансии од образованието. СДС скрати цели 30% од буџетот за Универзитетот во Охрид. СДС крати и 50% од парите наменети за Финки. Ниту Универзитетот Кирил и Методи и Универзитетот Гоце Делчев не останаа имуни на негрижата од страна на СДС. За жал, од оваа негрижа највеќе ќе страдаат студентите. Десковска како министер доаѓа од позицијата професор на правниот факултет. Таа во предизборието ги лажеше студентите и младите дека тие ќе бидат на прв план во новата влада на СДС. А сега истата таа професорка од позиција на министер по насока на Заев крати 213 милиони денари од парите наменети за високообразовните институции. Тоа е лицемерие на дело. Заев пред и за изборите одустане ги вадеше младите. Како истите ќе биле негов приоритет и обврска. Сега се што направи за младите е во насока на уназадување и отежнување на нивните права и услови. Владата на СДС не е реформска, таа е антиреформска. Владата на СДС не носи прогрес во образованието, таа носи помалку стагнација, а повеќе уназадување. Студентите се свесни веќе дека се изманипулирани од страна на СДС. Тоа нема да им го простат во ниту еден случај.